Така е, да, минути за нашиот оброк на деното. Тука ја заедно ќе ве пренесам во нашата кујна, каде што таму ме пречекува мојата драга Маре, која што долго време можам да кажам Маре и да им откриеме на гледачите, се договаравме, преговаравме, не успеавме некако за крајот од минатата, но евете на почетокот на новата сезона. Конечно. И многу ми е драго што еве на самиот старт некако од новата сезона имаме и тебе и ќе зборуваме за убави работи, убаво не мириса веќе во кујната, ќе споделиме и убави рецепти и се разбирам ќе кажеме кои се тајните состојки на секогаш добриот вкус кој што знаеш да им го возможиш на луѓето кои што ја дегустираат твојата храна. Маре, како си периодов? Одлично, малку забрзано, нели темпото цело време ни е такво. Благодарам за поканата уште еднаш и драго ми е што конечно успеавме да се видиме. Брзо темпо на живење, тоа веројатно веќе секој днев е за сите, ама секогаш се наоѓа време за во кујна. Кај мене да. И за експериментирање со состојки со намирници? Да. Да. Зашто се одлучи денес? Може ли Саша или Жан еден убав кадар, многу убав прво тањир, чинија која што изгледа преубаво со она што Маре ни го подготви заради нели потребите на рецептот, дел од состојките беа нели подготвени во домашни услови, но остатокот или декорирањето што се вели ќе го направиме токму сега. Така, Зашто станува збор, Маре? Се работи за тартар од пиперки. Нели, јас гледам секогаш да се задржам на тоа што е локално, сезонско и да го искористиме нели тоа што го имаме овде како најголемо богатство. Зошто да не тартар од пиперки кога може нели од месо, може да биде и ваква варијанта. Ќе го доукрасам само малку да го средиме дополнително. Значи се прави крем од сирења, може да биде од било какви сирења. Сега добрата комбинација е што сите појаки сирења, значи од типот на овчи, плави сирења, се добра комбинација со пиперката, затоа што пиперката има своја блажина и оди многу добро како контраст со јачината на сирењата. Јакиот вкус на сирењата. Так, дополнително тука има и ореви, тостирани, имаме пињоли, семки од бор. Да, еве може Саша да ги зумираш тие ситните пињоли, кои што јас кога ја прашав Маре што се всушност овие, вака ќе ти помогнам Саша, овие ситните долго ги гледаате сите веќе. Значи тие пињоли се всушност како рековме семки од бор. Семки од бор и всушност вистинскиот рецепт за правење на добро песто е со пињолите. Меѓутоа, многу ретко можете да ги најдете тука на нашиот пазар. Од каде ги набави ти овие? Овие се набавени тука локално, значи од маркетите. Да, многу тешко се наоѓаат. Меѓутоа, ете, кога имаме среќа, некогаш и кога патуваме надвор, успеваме да си донесеме некои работи. Знам да се вратам и со пола и повеќе куфер со намирници што ги нема овде кај нас, така да се снаоѓаме ние готвачите на секој можен начин да дојдеме до тоа што овде не ни е достапно, нели, кога одиме надвор. Колку често тоа ти било тебе, Маре, проблем во текот на твојата работа? Немањето на намирници, затоа што низ кујнава наша поминаа навистина разни соговорници и голем дел од нив знаеа понекој пат да ни откријат дека имаат набавувачи или добавувачи од другите земји за не знам разни видови на соли или сега да не навлага, меѓутоа голем број од намирниците кои што ете едноставно ги нема на нашите пазари. Малку пркнавме. Да, тоа е значи, добро, значи има се повеќе луѓе што се посветија на таа страна, значи тие работи што не можевме да ги најдеме овде кај нас, се појавија луѓе од некаде кои добија идеја да донесат семиња, да почнат овде со производство, така да некои работи веќе можеме да ги најдеме, например микросалатите, веќе долго време ги користам, интересни се со вакви комбинации затоа што многу убаво го надополнуваат вкусот на целосното уживање кога не се конзумира производот. Плюс и се многу здрави. Значи, што имаме тука од нив? Периодов сум во љубов со Драголюб. Ова се вика Драголюб. Не го знам, искрено го заборавам цело време латинското име. Ова што е? Но е прекрасна појава во чиниите, значи нешто што му дава боја, му дава
убава енергија на јадењето и се разбира, значи ова е дел од оние јадливи цвеќиња што Тоа да потенцираме, затоа што јас пред малку така малку не бев изненадена. Не секогаш можеби луѓето можеби се уште постои скептицизам кај нашиот народ. Постои, да. Така, за нели штом тоа ви е сервирано, треба да се препуштите да уживате во јадењето. Значи сето ова што денес ќе ни го ставиш, сите овие јадливи цвеќиња, така ги нарековме. Така. Значи сите тие се всушност јадливи и нема штета од нив, има само бенефит. Има цели книги веќе напишани, значи одамна постојат. Имам читано и си имам колку толку нели запознаено со сите тие ситуации, затоа што не можеш на некого нели да му оставиш во чинија нешто да го јаде, а да не бидеш сигурен дека е безбедно. Апсолутно. Што се друго имаме тука и дали ова се твои одледувани во домашни услови, сакам да кажам, или набавени? Не, ова е од соработници, нели, што веќе си имаме долга соработка, долги години соработка, значи мојот другар Томи кој одгледува, еве да го изрекламираме, можеби не треба, ама јас си сакам да си ги Томи рече? Томи, да, микросалати. Нека биде јавна покана да дојде тука, да ни покаже како можеме и да го повикам. Што тој прави. Сега ова исто така многу интересно, ни спомена сладко од пиперка, така? Сладко од сезонската пиперка сега, нели? Ова е супер можност затоа што пиперките веројатно најмногу ќе бидат доминантни и актуелни во овој месец септември, нели? Домакинките и домакините прават ајвари, малиџано, што се не може од пиперка, меѓутоа и ова е еден начин. Но зашто не е сладко од пиперки? Да се искористи пиперката на сосема друг начин. Ова е подготвено од тебе лично, Маре? Да. Супер. Значи, како ќе го тоа ќе ни биде одозгора нешто чисто не би ставала, може вкусот или како ти така, може евентуално на ова тука помалку да се стави кај сирењето. Јак е вкусот? Прилично јак, благ, значи, но се користи, еве јас го користам и како совет за сите што сакаат да пробаат да го направат, се користи во комбинација со тие сирења, затоа што нели пиперката, пак ќе спомнам, има блажина, тука има комбинација и малку чили, не е луто, меѓутоа самиот мирис, самата арома надополнува, има семиња, се вари долго на тивко, додека испарат сите течности. Од каде идејата за тоа и колку време веќе го подготвуваш? Па идејата е од slow food, значи вината комплетно цела е на slow food затоа што нели член сум во таа организација веќе неколку години, полека навлегов нели во тие некои работи што кај нас погледни само може кадарот да не го врати Љупчо. Види колку убаво изгледа. Така. Да, со очи го јадеме ова што го гледаме во моментов. Да го завршиме со малку сјаеве. Парфемот нели на крај се става, како ќе се облечем. Дали само може би е непријатно вака прашањето, меѓутоа претпоставам дека не ти е досадна традиционалната кујна, меѓутоа секогаш сакаш да експериментираш, да дадеш некоја нова слика и димензија на јадењето, затоа што тука не имаме пиперка. Сепак е традиционално. Да, сепак е традиционално. Македонско, чисто македонско. Да, нема ништо увозно овде. Дава еден поинаков впечаток. Често сакаш да експериментираш во кујна? Многу често. И повеќе од често. Да? Да, јас не сум тип што сака монотонијата да го убива, значи таква сум си немирна, цело време ми вријат нели црвите во мене и пробувам и да се едуцирам колку толку искуството си го прави своето, нели? И да експериментирам. Колку е прифатена тоа експериментирање твое во кујната од членовите дома? Дали се тие најголемите критичари? Да, тие се класика, но сакаат. Полнети пиперки. Мамо, дај стварно, дали ова напреси полнети пиперки? Децата се различни, значи едното сака да пробува да експериментира, другото се задржува повеќе на класиката, но знам да направам варијанта каде што мамам, нели, јас цело време мамам во кујната и тоа е интересното. Да. И да им кажам дека е на пример полнети пиперки, но да ги направам малку различни од тоа што, нели, класичното. Ајде ве ми сугерира даската малку поблиску до ова, што е тогаш ова? Чекај, може вака саш обратно, бидејќи тука ни се како рековме ова? Ова е Драголјуб. Во љубов си со Драголјуб. И ние ќе бидеме. Така. Значи ова се крекери на база на маслиново масло и семиња. Има малку брашно.
малку пecivo и се печат на тивко. Се печат на тивко, практично се сушат и се сервираат еве како идеја. Многу добро како комбинација одат со тартарот од пиперки. Еве во моментов го гледам и рецептот испишан, но меѓутоа ова е рецептот за тартарот од пиперка, тоа е ова. Така што еве во моментов нашите колеги зад камери ќе имаат можност да доловат целосната слика. Верувам дека има луѓе кои што се зад камерите, кои што се заинтересирани исто така да експериментираат во кујната како нашата Маре, па имате можност и да еве да си ги запишете сите намирници кои што ви се потребни за да направите вие едно вакво уживање во вашата кујна. Маре, за многу скоро заминуваш за Германија. И мене ми е драго што вака некако те украдов на крај. Во овие последни, можеби, недели, додека си во татковината, сепак е ова татковината. Колку Германија ќе те промени во однос на функционирањето или можеби врската со slow food останува, готвењето секако можеби ќе биде и таму доминантно? Какви се плановите и замислите? Готвењето во секој случај. Што носи денот? Да, никогаш не се знае, но нели ако немаме цели, немаме желби, не живееме. Така е. Имам јас склопено некоја идеја, некој филм во главата. Се силам на Шварцвалд, каде што е прекрасна природа. Slow food има таму, тоа е добро. Значи планирам да се преместам на некој начин, да се префрлам. Да ги прошириш и хоризонтите, јас би рекла. Доколку е можно и да се врзам таму со локалното, колку можам. Здравие, како ќе биде, како ти се допаѓа германската кујна традиционално? Па, дај да не оговараме, нашата е подобра во секој случај, но ние нели ќе се адаптираме, ќе се прилагодиме и колку можеме од тука ќе си носиме листови, кисела зелка, ќе си шверцаме суви пиперки. Во куфер тоа најчесто се пакува на тие повремени посети во нашата земја, ама како и да е. Секому, нели, животот му приредува различни приказни и јас посакувам да уживаш и да бидете среќни фамилиарно каде да сте на оваа планета Земја, а секој пат кога патот ќе те носи во Македонија, ние како утринска ќе бидеме отворени, а зошто да не можеме некогаш да се лоцираме и онлайн. Во денешно време епидемијата ни покажа дека се е достапно. Може и да ве повикаме на гости. Кој знае? Јас што сега прифаќам поканата. Да, како и да е, како велиме секогаш трпезата, кујната и храната е таа што спојува и создава пријатели. Така што верувам дека сето ова ќе ти овозможи нови пријателства надвор од нашата земја. Ќе недостасува македонската земја, македонската кујна, македонските производи, затоа што таму ни одблиску не може да се најде таков квалитет на овие производи на кои веќе сме навикнати, но тоа е. Значи, две убави нема. На од една страна. Животот е борба. Така е. Маре, ти благодарам за овој прекрасен разговор. Јас уживав, се надевам и ти, а се надевам и нашите гледачи. А дека ќе уживам и во јадењето и дегустирањето, тоа не се сомневајте. Само ќе се договориме со Ненад кој колку да изеде. Чинијата морам да ја вратам кај другарчето Зиги. Не ја чипкајте, другото може да се. Фала ти многу. Фала на гледачите што го проследија и овој рецепт или оброк на денот. Продолжуваме понатаму со останатите содржини.